Се наоѓаме во светиот храм Свети апостоли Петар и Павле од Кичево, каде што и ова утро ќе разговарам со мојот редовен соговорник, отец Александар Крстановски. Минатиот разговор ни беше на тема светите тајни на христијанството, а една од тие свети тајни е и светото крштение. Токму на оваа тема ќе биде и нашиот денешен разговор. Отец Крстановски, добро утро и благодарност што и ова утро сте заедно со гледачите на Мега телевизија. Христос воскресе, добро утро, голем поздрав до гледачите на Мега телевизија и ви благодарам за редовните покани. Како што кажавме на почетокот, денес зборуваме за светата тајна крштение. Ајде на почеток да проговориме околу тоа кое е значењето на оваа света тајна за самите христијани, за самата света црква. За почеток наједноставно кажано, светата тајна крштение е света тајна во која што преку која што човекот станува член на црквата. Сватена, како што многу пати сум кажал, заедница на верните со Христос и меѓу себе. Ние членови на таа заедница стануваме преку светата тајна крштение. Светата тајна крштение е чин во кој што преку трократно потопување во вода, изговарајќи ги зборовите во името на Отецот Амин и Синот Амин. Светиот Дух Амин, се извинувам, бидејќи ние се крштеваме во името на Света Тројца, христијанинот, како што кажав, човекот станува член на црквата. Оваа света тајна ја востановил самиот Господ Исус Христос, што значи е по негова заповед, велејќи им на своите апостоли: одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух Амин. И на самиот чин на светата тајна крштение, евангелскиот текст е токму тој, ова што сега го цитирав, кога Христос им ја дава заповедта на апостолите да одат и да ги научат сите народи, крштевајќи ги. Секако тука е символизмот на трократното потопување на човекот во вода, кој што се провлекува уште од Стариот Завет. А го има и во доста други религии, чин при кој што на еден символичен начин се зборува за возвишените, се символизираат, се илустративно на некој начин се даваат преку надворешен чин внатрешните духовни случувања. Така, преку телесното измивање со вода, се символизира во крштението духовното измивање на оној кој што пристапува во црквата. Како што водата го мие телото, така символички се измива душата, се измива оној кој што се крштева. Така, крштението нели е еден, можем да речем, и многу битен и суштински дел од животот на секој православен христијанин. Која е придобивката од оваа света тајна за самиот човек? Како што кажав, тука е членството во црквата, ослободувањето од така наречениот првороден грев за кој зборува првата книга од Светото Писмо, кој што се пренесува генерацијски на секој човек. Нешто слично како што се пренесува и телесната болест, така и првородниот гревот на Адам се пренесува, бидејќи сите луѓе имаме едно потекло, се пренесува од човек на човек и од генерација на генерација. Така, преку крштението ние се ослободуваме од овој грев, не од последиците, меѓутоа од самиот првороден грев, ако е човекот повозрасен и од останатите гревови до тогаш извршени, и почнува на еден начин нов живот како член на црквата. Измиен почнува нов живот во црквата, сватена како заедница, како собор, сватена како единство. И секако тука е еден битен факт што во првите векови крштението покрај одделен чин главно се извршувало на светите литурги, особено на поголемите празници. И тука е онаа врска што кога се зборуваше за светите тајни, дека дека Евхаристијата е тајната на причеста, Евхаристијата е тајната на тајните
од која извираат и во која се влеваат и од која добиваат смисла сите свети тајни, така оние кои што се крстиле и миропомазале, за миропомазанието како света тајна ќе се зборува понатамо, уште веднаш на истата литургија ја примале светата тајна причест, се соединувале со Христа и на тој начин се осмислувала светата тајна. Денес, бидејќи крштението најчесто се извршува како посебен чин, издвоен од светата литургија, сепак се сугерира на оние кои што се крстиле, уште веднаш првата литургија да почнат со причестување, бидејќи преку причеста секоја света тајна, а и се во црквата ја добива својата смисла. Отец Крстановски, ви благодарам што бевте дел од утринската програма на Мега телевизија. Ние секако, како што споменавте, сите 7 свети тајни ќе ги опфатиме во нашите следни разговори и секако наредната недела е нели убавиот христијански празник Спасовден, да најавиме дека токму за наредната недела ќе имаме разговор на таа тема, а веднаш потоа продолжуваме и со останатите свети тајни, да ги запознаеме сите наши православни христијани со значењето на светите тајни. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, го проследивте разговорот со отец Александар Крстановски. Во денешниот разговор зборувавме за светата тајна крштение.